Патот до Европската Унија не е ниту малку едноставен и лесен, па затоа треба многу повеќе да се потрудиме до остварување на нашата цел. Ова го изјави председателката на Европското движење Милева Ѓуровска од председиштето на Европската Унија во Скопје, која заедно со евроамбасадорот Дейвид Гир ги разменија македонското и знамето на Европската Унија, со што традиционално го означија почетокот на планинарскиот марш 2022. Патот до Европската Унија не е така едноставен и лесен, така да ова е на символичен начин дека треба малку повеќе да се потрудиме во нашето остварување на нашата цел. Секако дека останува ова заложба на двете страни, дека членството во Европската Унија е нашата иднина. Евроамбасадорот изрази задоволство што присуствува на традиционалниот марш и рече дека остануваат на заложбата на двете страни дека членството на Европската Унија е наша иднина и дека мора поактивно да работиме за да стигнеме до целта. Планинарите кои одат заедно и кои силно веруваат во европската иднина на оваа земја се качуваат до врвот на водно одовде, од делегацијата на Европската Унија. Пресреќен сум што сум дел од ова. Инаку дел од учесниците на маршот вела дека манифестацијата има за цел да го афирмира спортот во нашата држава, планинарските рекреативни активности, кои секако би требало да бидат на многу повисоко ниво. Оваа манифестација има за цел да го афирмира и спортот во нашата држава и планинарските рекреативни активности кои би требало да бидат на повисоко ниво. За среќа имаме и убаво време, според најавите беше нешто друго, али еве секако убаво време и ќе го искористиме убавото време за движење на водно. Инаку учесниците од председиштето на делегацијата на Европската Унија се упатија кон врвот на водно и ги поставија двете знамиња. На планинарскиот марш се приклучија бројни планинари, активисти на европското движење, како и студенти, но и обични граѓани. Инаку ваквата манифестација има за цел да го афирмира спортот и планинарските рекреативни активности, кои во моментов за жал се на многу ниско ниво.